Благодарам за тоа што сте заинтересирани денеска. Истовремено сакам да ви се заблагодарам што дента на настанот се обидовте да го чувате ладнокрвта кај сите граѓани. Беше потребно. Истовремено сакам преку вас да им се заблагодарам на сите тие што сочувствуваа заедно со нас на 27 април и кои истовремено сакам да им се извинам на илјадници кои сакаа да бидат заедно, да се среќават со мене, но истото не беше можно. Во врска со тоа што се случи на 27 април, дозволете ми да ви кажам дека све што сме направиле ние како политички субјект, ние потребите на албанците сме ги во Македонија сме ги проточиле во политички барања. И на 27 април се изврши атентат врз потребите на албанците, не лично врз мене. Се изврши атентат врз политичките барања на албанците. На 27 април до негде со тој атентат успеа да не убиваат, но ние пак се реинкарниравме и се вративме во политичката сцена тука во Македонија. И ние ќе продолжиме пак барањата на албанците, потребите на албанците тука во Македонија да ги преточиме во политички барања. И ќе продолжиме заедно со сите други политички субјекти за да продолжиме во овој наш пат и нормално ќе се вратиме уште појаки во политичката сцена. Ние сме, уште на почеток сме биле за ново владење. Не велам намерно нова влада, него ново владење. Владење кое ќе биде во интерес на граѓаните, владење кое ќе биде праведна врз граѓаните, владење кое нема да ги дели граѓаните врз етничка и политичка база и владење кој ќе го врати, ќе врати надежта во Република Македонија дека може поинаку, може подобро. Зборуваме повеќе ни се важни тематските прашања него тоа кој ќе биде министер или кој нема да биде министер. Ние никаква гаранција не сме подпишале што барал некој си председател. И нема никогаш да подпишуваме гаранции кои некој ги бара. Нема да дозволиме никој да не забрани да размислуваме и да даваме предлози. Ништо не е спорно, тоа што се зборува со месеци дека мора да се чува унитарниот карактер на државата, тоа не се прави по протести, не се прави по улици, него тоа се прави во собрание. Ако некој постигнува да собира двотретинско мнозинство, ќе го направи во собрание исто. И мислам дека зошто гаранции треба да се барат од некого, ако веќе се знае дека ВМРО-ДПМН има 57 пратеници. Ако не е ВМРО сигурна за нивните пратеници, тоа е друга работа. Дали може да ни раскажете од ваша гледна точка на 27 април што се случуваше внатре, бидејќи вие бевте еден од најпогодените? Јас реков во моето обраќање, на 27 април се случи политички атентат врз барањата и потребите на албанците тука во Република Македонија. А се сеќавате како настана целата ситуација, како вие сте? Тоа е, јас реков политички, не сакам да се занимавам со правниот аспект на целото збиднување. Сакам да се занимавам со политичкиот аспект на целото збиднување, бидејќи јас бев нападнат политички, а не бев нападнат заради тоа што имам лично нешто проблеми со некои со тие што ме напаѓале, дури не ги знам кои се.